Вести на Канал 8. Добар ден. Советот на општина Кучани ја одржа редовната 62-та седница, која според сегашните политички состојби треба да биде последна за овој советнички совет. Имаше малку дискусии, а најголемо внимание предизвика предлогот за измена и дополнување на планот за запишување ученици во прва година во Средното училиште Гошо Викентиев. Може би најкратката седница во изминатиот 4-годишен мандат ја одржа Советот на општина Кочани, на која и покрај само 5 точки дискусии скоро и да немаше, па се доби впечаток од и советниците само формално го одработуваат дневниот ред. Психолошко влијание за тоа веројатно имаше и фактот што според досегашниот развој на политичките настани во државата, ова треба да биде последна седница за актуелниот советнички состав. Седницата заврши за 20 на минути, а дискусија имаше само за првата точка, што се однесуваше на измените во планот за запишување нови ученици во Средното општинско училиште Гошо Викентиев, а за што кратко образложение даде директорот Сребренов. Настануват промени во тригодишното образование, профилите од тригодишно образование. Која е причината? Паралелно со барањето за конкурс, податоците, излезе податок за реформирани профили кои ќе бидат од наредната учебна година, меѓутоа не на наше барање, поднесено е барањето она што е усвоено од ваша страна. По излегувањето на конкурсот увидовме дека се променети профилите од тригодишно образование и тоа става ни еквивалентно на она што ние сме го барали. Координаторот на опозицијската советничка група го искористи присуството на директорот на Средното општинско училиште за да му постави две поинакви прашања од темата за која станува збор во точката од дневниот ред. Дали со намалувањето на бројот или миграцијата која што е изразита во источните делови на државата, се очекува дополнително да имате намалување на бројот на ново запишани ученици. Тоа ми е првото прашање. Второто прашање, дали долговите кои што се јавија по основ на бесплатно образование, веќе бидејќи сме сведоци дека од година во година се таложат, дали веќе од следната година ќе тие долгови ќе предизвикуваат и проблеми во тековната настава која што ја држат учениците во вашето училиште, или имате некој друг начин како да бидат премостени тие долгови? Според податците кои ги имаме за запишени 9 оделенци кои сега треба да бидат по прва година, за разлика од мината година кога таа бројка беше најмала во последните години, оваа година е малку подобра, така да не очекуваме намалување на броја на ученици кои ќе се запишат оваа година. Што се однесува до вториот дел од прашањето од советникот Ѓорги Алексов, ние тие долгови ги регулираме согласно договорот со општина Кочани. Оваа година е планирано тековно да ги исплаќаме и дел од тој долг да намалиме. Според предлог измените за запишување нови ученици во Средното општинско училиште Гошо Викентиев се зголемува бројот на паралелки за уште една, односно наместо 12 во новата учебна година ќе има 13, а се воведува и настава за струката автоелектричар, што ќе трае само 2 години. Инаку, долгот на училиштето е многу голем, особено во ставката за бесплатен превоз на учениците, за што на почетокот од оваа година беше прокнижена сума од над 440.000 евра. По образложението на Сребренов, предлог планот за измените за запишување нови ученици беше усвоен, а дискусии за преостанатите 4 точки од дневниот ред на седницата воопшто немаше. По завршувањето на седницата на Советот, опозицијската советничка група организираше пресконференција, на која ја критикуваше работата на мнозинството и на општинското раководство. При тоа беа издвоени неколку одлуки што ги донела локалната власт, а што според опозицијата биле на штета на граѓаните. Во изминатите 4 години локалната власт во Кочани и мнозинството во Советот работеа спротивно од интересите на граѓаните и беа донесени повеќе одлуки што наидоа на реакција од јавноста. Ова, меѓу другото, беше речено на пресконференцијата, што координаторот и членовите на опозицијската советничка група ја одржаа по завршувањето на 62-та седница. Беше речено дека опозицијата ги бранела интересите на сите граѓани во општината, при тоа без разлика на нивната партиска, верска или национална припадност, а за погрешните одлуки на власта се реагирало повеќе пати. Предочени беа многу проблеми, прашања, сугестии, но и конкретни предлози. За жал, неминовно е да не ги спомнеме катастрофалните одлуки кои ги донесе власта на ДПМНЕ.
а кои наидоа на отпор и негодување кај нашите сограѓани. Пред се, покачување на цената на водата, затворање на правниот факултет во Кочани, предизвикување на огромни долгови во училиштата, промена на името на главната улица Маршал Тито, вработување во општината по критериум на непотизам, воведување на платен паркинг, нерешавање на сообраќајниот метеж и уште многу прашања кои беа дискутирани на самите седници. Како опозицијска советничка група, будно ги следевме сите потези на власта и адекватно на тоа ги информиравме и медиумите, но и граѓаните преку непосредните средби кои ги имавме. Почитувани сограѓани, следната власт во фокусот треба да го има граѓанинот пред се, а не своите лични интереси. Порачуваме и апелираме до вас, ваква власт никогаш повеќе да не се случи. Алексов рече дека со завршувањето на 62-та седница и официјално заврши мандатот на овој состав на Советот на општина Кочани. Поради тоа, сегашната опозицијска советничка група очекува во најкраток рок да бидат распишани и организирани локалните избори, со цел да се избегнат сите последици од вакуумот што може да се јави откако локалните власти ќе останат без мандат. Работници и механизација на конзорциумот Фресине Гранит од Скопје интензивно работат на изградбата на мостот на река Брегалница кај Зрновци. Деновиве стартуваше поставувањето на конструкцијата на мостот. По завршување на изградбата на главните чипови за поставување на столбовите кои што ќе бидат носители на конструкцијата на мостот, градежна механизација на конзорциумот Фресине Гранит ги постави основите за столбовите на мостот и сега започна поставувањето на конструкцијата на мостот. Реката Брегалница е пренасочена во делот каде што во моментов не се работи, истакнува градоначалникот Станков. Рокот на завршување на работите тоа е 20 јули 2017. Предпоставувам дека ќе има одредено закъснување, бидејќи не се одвиваат работите токму според оној утврден динамички план, меѓутоа се надевам дека тоа нема да трае повеќе од месец дена, така да би можеле да заокружиме дека до крајот на месец август би требало да бидат целосно завршени работите и мостот да биде пуштен во употреба. Мостот е со должина од 96,5 метри и широчина од 7 метри. Вкупната инвестиција изнесува $800,000, средства обезбедени од Европската Унија преку UNDP. Носители на активностите за изградба на мостот, кој ќе поврзува општина Зрновци со Кочани, се Министерството за транспорт и врски, Министерството за земјоделство и општина Зрновци. Инаку сообраќајот помеѓу општините Зрновци и Кочани се одвива по алтернативно решение на неколку метри под мостот. Целосната изградба на мостот се очекува да заврши до крајот на месец јули. Во Виница се реконструира дел од канализационата мрежа на улицата Кеј 30 август. Вкупната должина на овој зафат, кој општинската каса ја чини $406,000, е 123 метри, а главен изведувач е јавното комунално предпријатие Солидарност. После Пеклани, јавното комунално предпријатие Солидарност деновиве работи на нов зафат со реконструкција на канализациона мрежа на улицата Кеј 30 август на влезот од Виница. Јавното предпријатие Солидарност Виница во изминатите 10 на дена врши реконструкција на дел од канализационата мрежа на улицата Кеј 30 август во Виница. Причина за реконструкцијата е постојаните дефекти на овој дел на водоводната на канализационата мрежа, бидејќи таа канализациона мрежа е со мал профил P200, а во неа доаѓаат и водите од населбата Градец и од селото Градец, така да се собира поголема количина на вода од првично предвидената и за таа цел ние моравме да извршиме реконструкција на овој дел кој што е најнизок дел од целата територија на градот Виница и ги заменивме цевките P200, постоечките P200 со нови канализациони цевки со профил P400. Вкупната должина на овој зафат, кој општинската каса ја чини $406,000, е 123 метри, а главен изведувач е јавното комунално предпријатие Солидарност. Вандалско однесување на непознати сторители е регистрирано на улицата Гоце Делчев. Искршени се стеблата на повеќе млади дрвца што пред една година беа засадени покрај кејот на реката.
Не престанува дивјачкото однесување на поединци врз младите дравореди на кеот на Кочанска река. Повеќе искршени и уништени садници е епилогот од неразумната постапка што е регистрирана во изминатите денови. Посебно впечатлива е негативната гледка од вандалскиот однос кон дрвцата од видот каталпа, засадени на улицата Гоце Делчев. Не помогнала ниту заштитната ограда да се спречи дивеењето, во кое наполовина се преполовини младите садници, виснати преку металната решетка. Очигледна е намерата садниците да се оштетат, па нивните врвови се оставени на очиглед на минувачите. Иако вработените во работната единица Градско зеленило на комуналното предпријатие Водовод минатата година се ангажираа на обновување и заштита на дрвцата, епилогот е видлив. Освен финансиска штета за предпријатието поради набавка на нови садници, дополнителен трошок е изработката на металната ограда околу нив, што секој пат мора да се отстранува и повторно да се прицврстува. Лани на тротоарот на улицата Гоце Делчев беа засадени 20 на нови дрвца од сортата каталпа, што според одговорните во Водовод се најсоодветни за кејското уредување, поради тоа што имаат длабоки корени и не ја подигаат и оштетуваат околната тротоарска површина. Освен на дрворедот покрај кеот на реката, оштетувања се регистрирани и кај млади садници на булеварот Тодосија Паунов, каде минатата година исто така имаше акција за нивно обновување. Во Водовод велат дека многу малку помагаат повиците до граѓаните да ги чуваат новите дрвореди и постојано се соочуваат со оштетувања на развиените делови на дрвцата, па и на цели стебла. Сепак, повторно опатуваат апел за поголема совесност во однесувањето, особено кај помладите сограѓани, чии ноќни авантури често завршуваат со празнење на младешката енергија врз младите фиданки. Први, втори и трети награди за учениците од Основното училиште Малина Попиванова на регионални надпревари по повеќе предмети. Обезбедија пласман за учество на државно ниво. Успеси на учениците од Основното училиште Малина Попиванова на општински регионални надпревари по физика, хемија, природни науки и биологија. Денеска тие ги сумираа резултатите и по напорната работа следува уште поголем труд за добро представување на државните надпревари, што ќе се одржат кон крајот на мај. Јас сум Кирил Стоилков, пето одделение сум, бев на регионален надпревар по природни науки, освоив трета награда и сега се пласирам за државниот надпревар под менторство на наставникот Славица Атанасов. Јас сум Стефанија Борисова, ученик од 6-то одделение во училиштето Малина Попиванова. Јас заедно со моите соученици од 6-то одделение прво отидовме на општински надпревар, каде што освоивме доволно поени и се пласиравме на регионален надпревар. На регионалниот надпревар освоивме втора и трета награда. Ние бевме под менторство на наставничката Славица Атанасова. Нашиот труд се исплатеше затоа што сите добивме поголеми награди и повеќе поени од минатата година. Јас сум Христина Крстова, учам во Основното училиште Малина Попиванова и сум 7-о одделение. На регионалниот надпревар по биологија, кој се одржа на 8 април, освоив второ место и се пласирав на државниот надпревар кој ќе се одржи на 20 мај и бевме под менторство на наставничката Александра Дечинова и Иван Каманов. Јас сум Мила Велкова, ученичка сум во 9-то одделение. Бев на надпревар хемија и регионален надпревар под менторство на наставничката Емица Трајанов. Јас сум Милина Петрова и сум ученичка во 9-то одделение и бев на регионален и општински надпревар по физика. На општинскиот надпревар се добив со прва награда и со учество за регионалниот надпревар. На регионалниот зедов доволно поени и се пласирав на државен надпревар по физика кој се одржи на 13 мај во Охрид. Јас сум Сара Стоилкова, ученичка во 8-о одделение и се пласирав на државниот надпревар по физика кој ќе се одржи во Охрид на 13 мај. Јас сум Антонија Митрева од 7-2 одделение од Основното училиште Малина Попиванова. Учествував на регионалниот надпревар по биологија, каде го освоив второто место и се пласирав на државниот надпревар под менторство на наставничките Иван Каманева и Александра Дойчинова. Учениците од Основното училиште Малина Попиванова и понатаму продолжуваат со пријавување за учество на надпревари, а досега на регионални, државни и меѓународни надпревари по различни предмети достојно го представуваат своето училиште, а со тоа и својот град Кочани. Следуваат информациите од спортот.
Основното училиште Никола Карев од Кочани домакин на државното првенство во футсал за девојчиња за основни училишта. Учествуваа 4 најдобри екипи од државата. Државно првенство во футсал за основни училишта, чиј домакин беше Кочани, се одржа во спортската сала на основното училиште Никола Карев. На годинешново првенство учествуваа 4 најдобри екипи од државата. Екипата на основното училиште Коле Канински од Битола, основното училиште Бајрам Шабани од Куманово, основното училиште Браќа Миладиновци од Илинден, Скопје и домакинот основното училиште Никола Карев од Кочани. На ова првенство земат учество 4 најдобри училишта од Македонија кои по пат на квалификации и на елиминации преку општински, зонски и меѓузонски надпревари стигнаа на завршницата, односно на државното првенство, кое оваа година се одржа во основното училиште Никола Карев од Кочани. Бидејќи голем број од девојчињата се активни фудбалерки во женскиот фудбалски клуб Кочани, ние се надеваме дека ќе се представиме во најдобро светло и дека ќе освоиме едно од првите 3 места. По интонираната химна на Македонија, присутните на отворањето на државното првенство ги поздрави веде директорот на Кочанското училиште Благојче Стојановски, градоначалникот Димитровски, како и претседателот на Федерацијата на училишни спортови на Македонија Александар Туфекџиевски, кој што го прогласи првенството за отворено. Тренерот на Кочанската екипа рече дека со оглед на спремноста на девојчињата очекува победа, но резултатите ќе се знаат откако ќе заврши и последниот надпревар од одигрувањето. Екипите на Фудбал Старс од сите генерации во првенството на детската лига продолжуваат со победи. Во надпреварите во јуниорската лига пак бодовите ги освоија со службен резултат, додека единствен пораз доживеа екипата од генерацијата 2003 која гостуваше против Штипска Брегалница. Во регионалната пионерска фудбалска лига се одиграа надпреварите од 15-тото коло, во кое екипите на Фудбал Старс требаше да бидат домакини на своите врсници од тимовите на фудбалскиот клуб Гоблен Јуниор. Сепак, од непознати причини, гостите не се појавија на теренот во Горни Подлог, поради што надпреварите за пионерите родени 2000 и 2001 година се регистрирани со службен резултат од 3:0. Со новите 3 бода, помладата кочанска екипа останува на врвот на табелата и во моментот разликата меѓу неа и второпласираната екипа на Нью Старс се зголеми на 5 бодови. Во следното коло, двете пионерски генерации на Фудбал Старс имаат тешко гостување во Куманово против Евроспорт, чиј тим од генерацијата 2001 се наоѓа на третата позиција на табелата. Во детската фудбалска лига Источен регион се одигра 16-тото коло, во кое екипите на Фудбал Старс, исто како и своите постари клубски колеги, забележаа победи. Трите екипи од генерациите родени од 2004 до 2010 година како гости се сретнаа со своите врсници од фудбалскиот клуб Кочани. При тоа најмладите фудбалери од генерациите 2008, 2009 и 2010 ги освоија бодовите со тесна победа од 4:3. А за разлика од нив, екипата од генерацијата 2004-2005 беше поубедлива и победи со 4:1, со што и понатаму останува на првото место на табелата со освоени 39 бода. Сепак, рекордот во бројот на постигнати голови и понатаму го држи тимот на Фудбал Старс од генерацијата 2006-2007, кој и на средбата со Кочани оствари двоцифрена разлика, победувајќи ги своите врсници со 12:0. Единствен пораз во ова коло доживеа екипата од генерацијата 2003, која се надпреварува во категоријата помлади петлиња Југоисточен регион. Нашиот тим гостуваше во Штип против второпласираната Брегалница и доживеа убедлив пораз од 5:0. Во следното коло помладите петлиња на Фудбал Старс како домакини ќе ја пречекаат Беласица од Струмица.
Почитувани, временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма и следете на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.